чести задоволство да се биде дел од еден ваков настан. Сепак се отпочнува еден објект кој што значително ќе подобри квалитетот на животот дека во општина Петровец на брачните парови кои што ќе можат дечињата да ги изгрижат во овој објект кој што набрзо денеска ќе биде реалност. Благодарност до градоначалникот, благодарност до Скопскиот плански регион кој што еве со заеднички сили во оваа прва фаза. Благодарности до Советот, до советниците кои што заедно овдека со градоначалникот успеваат и покрај сите предизвици со кои што се соочува општината Петровец да изнајдат начин, да изнајдат средства, да смогнат сили за да можат да реализираат што е можно повеќе проекти. Честитам на градоначалникот и за тоа што за отприлика 2 недели од денеска и новата општинска зграда ја пушта во потреба, че исто камен темелник пред неколку месеци го исто така отпочнавме. Така што може да се види една значајна разлика помеѓу тоа како оваа влада на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ работи и како работат градоначалниците на ВМРО ДПМН и коалицијата, додека владата само краде, имаме локална самоуправа каде што имаме градоначалници од ВМРО ДПМН и коалицијата кои што градат и тоа градат капитални објекти кои што значат додадена вредност во животите на луѓето кои што се дел од тие општини. Уште еднашка честитки до Борче, до градоначалникот, до советниците, до општината, Јане како директор на Скопски плански регион, што еве со заеднички сили успеваат ова да го направат и посакувам уште многу вакви објекти во иднина и уште многу капитални објекти кои што ќе значат додадена вредност во квалитетот на живот на сите граѓани. Уште една работа сакам да напоменам дека како идна влада ВМРО ДПМН планира овде во општина Петровец годишно да инвестира до 1.250.000 евра капитални објекти кои што се надвор од оној буџет кој што го има самата општина или во еден 4-годишен мандат, тоа се до 5 милиони евра за капитални проекти, така што еве нека биде и ова мотив за Борче, за градоначалникот, но и за самата општина администрацијата да изработат проекти и веднаш да почнеме такви капитални проекти да реализираме. За неколку месеци од денеска ќе имаме влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН и тогаш ќе можат граѓаните да видат и дополнителна додадена вредност и дополнителна разлика споредено со владата на ДУИ поддржана од помалиот коалиционен партнер СДС. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Господине Мицковски, пратеник од Енес Ибрахим од партијата на турците која што во коалиција со власта најави дека нема да гласа за уставните измени вака како што се предложени. Дали очекувате можеби ваков тренд и кај други пратеници од власта? Па видете, јас не би ги коментирал оние пратеници кои што ја поддржуваат владата на ДУИ поддржана од СДСМ, бидејќи таму нејасни се ставовите, денес едно зборуваат, утре друго прават. Да, таква е позицијата на тој пратеник кој што вие го споменавте, го прочитав тоа и јас од социјалните медиуми, но јас многу не се подпирам на тие луѓе, бидејќи за да поддржуваш на ваква влада, многу зборот и образот не ти значат во животот. Јас верувам и за мене е она важно на оние 44 пратеника кои што доаѓаат од коалицијата на ВМРО ДПМН и знам дека тие сигурно нема да гласат под овие околности, нема да прифатат бугарски диктат, а ние како идна влада сме подготвени да седнеме и да разговараме, да видиме како можеме заеднички да ги промениме тие околности кои што денеска се на маса. Така што да сумирам, луѓето кои што 6 години ја поддржуваат оваа влада, мислам дека одамна заборавиле што значи чест и образ и многу не очекувам од нив во овој процес, но затоа пак силно се подпирам и силно верувам на зборот на 44 пратеници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и тие се единствениот гарант дека овие уставни измени, вака како што ги замислила владата на ДУИ поддржана од помалиот партнер СДСМ, нема да помогне. Господин Мицковски, ако ги следиме изјавите на собранискиот спикер Талат Џафери, вели дека ќе се гласа тогаш кога ќе има двотретинско мнозинство. Сега прашањето е како Џафери ќе знае дека има двотретинско мнозинство? Видете, ако има двотретинско мнозинство, до сега во овие изменативе нешто повеќе од година дена, овие уставни измени ќе беа
веќе на маса, односно потребата за отварање на уставот ќе беше на маса. И тогаш ќе знаевме што сме и како сме. Јасно е дека они немаат 2/3. Сега веќе борбата кај поединци во владата не е за уставните измени. Борбата е како да го поминат месец август. И дополнително да манипулираат со граѓаните и со јавноста, бидејќи се под притисок за избори на есен. А избори на есен за дел од владините министри кои што се дел од помалиот коалиционен партнер СДСМ ќе значи крај на нивната политичка кариера. Но исто така и за дел од министрите кои што се дел од Демократската унија за интеграција ќе значи исто така крај на нивната политичка кариера, бидејќи силно верувам дека ќе бидат непријатно изненадени од резултатот кој што ќе се случи доколку тие избори бидат на есен пред време. Така што сега ова е веќе борба како да се премости август, за да дојдеме до септември и да биде безпредметно практично повеќе барањето за предвремени парламентарни избори, бидејќи секако март-април имаме редовни председателски и така натаму. Така што сега вие овдека не барајте политика, барајте ситно лично политиканство. Како уште месец-два повеќе да бидат на функција таму каде што се, како уште месец-два-три повеќе да крадат, како уште месец-два-три повеќе да ги управуваат патничките возила, луксузни се разбира на пријателите, како уште неколку месеци повеќе да имаме нов имот на некој роднина, на некој владин функционер во центарот на Скопје, како уште неколку месеци повеќе да се крадат тендери во 4 очи. Сега веќе тоа е суштината, но ни забораваат дека за неколку месеци од денеска новата влада на ВМРО-ДПМН планира многу сериозно да ги истражи сите овие индици за кои што зборуваме и кои што се познати на јавноста изминативе неколку месеци. Така што сакам да и биде јасно сега веќе на македонската јавност, уставни измени видовте, нема да има под бугарски диктати под овие околности, тоа се виде уште на Уставната комисија, 2/3 немаат од пратениците, од 17 требаше да имаат 12, имаат 10. Јасен беше ставот на 7 на пратеници од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН дека се против. Така ќе биде и на пленарната седница кога и да се случи тоа. Но ова веќе не е процес за уставни измени, туку купување на време за личните политички кариери на неколку мина во влада. Дали ќе учествувате во јавната расправа во собранието на 18 август? Дополнително ќе утврдиме стратегијата, но да ќе бидеме присутни на самата седница. И она што знам сигурно е дека ќе гласаме против тој дневен ред кој што ќе ги вклучува точката за отпочнување на потребата за отварање на уставот. Тоа ќе гласаме против, но за понатамошниот тек од седмицата ќе дополнително се координираме со тоа. Дали сте во комуникација со овој нов политички блок од албанските партии, од незадоволните од ДУИ, дали сте го опипале пулсот како е кај нив околу уставните измени? Не знам за кој блок. Меджити, Гаши... Не сум разговарал со господата Меджити, Гаши, Касами околу уставните измени. Она што за мене е важно, повторно ќе кажам, се 44 пратеника на ВМРО-ДПМН и коалицијата и тие се столбот на одбрана на Македонија и на македонските национални интереси. Јас се подпирам на тој столб. И мислам дека граѓаните во Македонија треба да се подпрат на тој столб. Министерот за економија Крешник Бектеши вчера најави решение за проблемот со Иловица. Како вие гледате на решението кој што го нуди Бектеши? Ова влада се махери за да создадат проблем, а потоа да се обидуваат со политички лупинг да го решаваат тој проблем. Јасна е позицијата таму. Станува збор за бизнес интереси на оваа влада, пред се тука мислам на поголемиот партнер во владата, тоа е Демократската унија за интеграција. Повторно не можам да разберам зошто СДСМ ги брани бизнес интересите на Демократската унија за интеграција во Струмица, но времето ќе покаже која била вистината. Повторно ќе кажам, дополнително идната влада на ВМРО-ДПМН има да се занимава со овој случај. ВМРО-ДПМН е позади интересот на граѓаните и позади интересот на Македонија. Се останато е дел од политичкиот фокус. Евроамбасадорот Гир најави дека наредниот период во Македонија ќе започне Европската служба за измами да испитува како се трошеле парите од фондовите. Каква е оваа порака според вас за државата? Ја видов статистиката дека половина од случаевите на Европската агенција која што истражува корупција ОЛАФ се однесуваат за Македонија.
Ние за тоа зборуваме 6 години дека оваа влада на ДУИ, поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ, силно е сплеткана во криминал и корупција. Добро е што на нашите партнери од Европа им станува се повеќе јасно и добро е што и тие ќе се занимаваат со оваа истрага, а идната влада на ВМРО ДПМН и органите кои таа влада ќе ги има под свое управување, сакаат заедно со оваа агенција, заедно да истражуваат и сите оние сторители кои што злоупотребиле и денат, било да се тоа народни или европски пари, да бидат изведени пред лицето на правдата, а за индици за таков криминал имаме во стотици случаи. Па можеме заедно да се помагаме и они на нас информации и ние на нив информации. Да, ви благодарам. Убав ден ти имате.